Пријавите од страна на граѓаните се почести во организацијата на потрошувачи во Битола. Она за што тие најмногу се жалат се расипани апарати за домаќинство, како што се бела техника, телевизори и мобилни телефони. Најчестиот проблем е што многу долго се одвива самата поправка, а сите апарати за домаќинство се потребни на едно семејство секојдневно. Значи, например, еве во оваа горештина, може да замислите како едно семејство ќе преживее без бойлер 30 дена. А многу често, баш до максимумот, до законскиот максимум од 30 дена се изведуваат сите поправки. Друго, под зачестеност е проблемите со мобилните апарати. Во последно време тоа е пред се не поднос на сметките, туку поднос, веројатно затоа што луѓето веќе користат повеќе пакети, па се снаоѓаат тука со сметките, со износот на што треба се плати месечно. Меѓутоа, проблем е со самиот апарат, значи многу често се појавуваат такви проблеми. Од организацијата на потрошувачи во Битола вела дека поправките неоправдано се долготрајни, па затоа додека трае поправката, на потрошувачот треба да му се возможи производ на користење, кој ќе ги задоволува неговите потреби. За секој производ кој што е за подолготрајна употреба, почнувајќи од телефон, телевизор и така натаму, значи она што секојдневно и долготрајно во неколку години ќе го потребуваме, како семејство или како поединци, трговците кај кои што сме го однеле на рекламација или на сервисирање, треба да ни обезбедат производ со кој за времето додека се сервисира ќе ги задоволиме своите потреби. Тоа е вградено во законот. Меѓутоа, можам да кажам дека за жал многу ретко, честна исклучоција, меѓутоа многу ретко се практикува. Последните податоци на Организацијата на потрошувачи на Македонија покажуваат дека потрошувачите не се во целост информирани за нивните права и најчесто добиваат информации за своите права кога ќе се соочат со конкретен проблем. На ниво на држава, според податоците, граѓаните најчесто се жалат на често расипување на мобилните телефони и останата компјутерска техника, на мобилните оператори, понуди на туристички агенции како и закупување дрва за огрев.